Откако судот му испрати покана на 17 јули да се јави во затвор, Сејат Кочан подготвува терен за одложување на казната. Неговиот адвокат Миле Петровски не открива врз кои основи ќе бара од кривичниот суд да го помести рокот, но во телефонски разговор вели дека ќе направат се што дозволува законот. Денеска Кочан го примил упатниот акт, со кој за помалку од 1 месец треба да почне со издржување на затворската казна од 4 години и 8 месеци. Судија за извршување санкции при Основниот кривичен суд Скопје, надлежен да постапува по предметот од обвинителството означен како труст, изготви и достави упатен акт за еден од обвинетите, кој со правосилна присуда е осуден на ефективна казна затвор. Според упатениот акт, осудениот е должен на 17 јули 2019 година да се јави на издржување на казната затвор во наведената казнено-поправна установа. Кочан е осуден во случајот труст, бидејќи со лажни документи добивал милионски тендери за ископ на јаглен и јаловина во рек Битола. Кривичниот суд првостепено го осуди на 6 години затвор, но апелација му ја намали казната. Сега се брани од слобода. Претходно пак 2 месеца беше во бегство, откако судот донесе одлука за притвор. Со образложение дека бил на службен пат, се врати во земјава откако Врховниот суд му го укина притворот. На крај, слободата си ја купи со гаранција од 1 милион евра. За судиите кои го пуштија од притвор пак, се води и постапка во судскиот совет, но се уште нема никаков епилог.